Добро вечер во емисијата 360 степени наосад. Бруталното соочување со реалноста што ни го приреди Европската комисија со својот последен извештај за Македонија, колку и да е задоцнето, па и лицемерно по долгогодишно зацкривање зад бирократски фрази и еуфемизми, остана во втор план поради американските избори и нашето домашно предизборие. Во генералната оценка за тоа дека се соочуваме со феноменот на така наречена заробена, киднапирана држава, особено критичен е односот на Брисел кон состојбите во судството и борбата против корупцијата и организираниот криминал. Кај судскиот систем се констатира на тамошно назадување, се зборува за политичко влијание во работата и изборот на судиите, за селективна правда во политички чувствителни случаи, за делење предмети на судии по лична и политичка основа, особено за оние што доаѓаат од специјалното обвинителство, за конечно да се сугерира нова сеопфатна стратегија за реформа во оваа сфера. За овие, но и за други прашања тесно поврзани со овие, вечерва во 360 степени ќе разговараме со председателката на Врховниот суд Лидија Неделкова. Ова е прво вакво интервју на Неделкова во незината кариера, што би требало да биде доволна провокација да останете со нас и да ги видите прашањата и одговорите на жената што е на врвот на пирамидата во македонското судство. И вечерва нема да изостане нова саботажа. Гледајте не, почнуваме веднаш. Добро вечер и добре дојде за Лидија Неделкова. Добро вечер. Благодарам што ја прифативте поканата за интервју и што имаме можност, реков, прв пат во вашата кариера да разговараме на ваков начин. И веднаш на почетокот. Како ги оценувате вие оценките на Европската комисија, особено во делот на судството, бидејќи реков, сте на врвот на судската пирамида во Македонија. Ако смеам да кажам дека ако јас бев на ваше место, не би се чувствувал многу пријатно. Па добро, и јас не се чувствував многу пријатно денеска кога во 9 часот наутро го примев извештајот од господинот амбасадор Семалш Богар. Меѓутоа, ова е очекувани нотирани слабости за напредокот на Република Македонија, особено во делот на судството. Ова е токму затоа очекувано е од моја страна и од Врховниот суд, бидејќи, како што знаете, извештајот се предава на покрај на другите чинители во нашиот систем општествени на Врховниот суд, како представник на судската власт. Очекувано беше дека ќе имаме квалификација на уназадување, една од квалификациите, и очекувано беше дека ќе има квалификација на узурпирање на државата во политичкиот дел и во останатите делови. Ова се обидувате да ја оттапите мојата острица на почетокот, велејќи очекувано. Користите квалификација за белешки, сепак се работи за сериозни критики, господја Неделкова. Зборувам дека е очекувано затоа што веќе и со извештајот од 2014 година, и со извештајот од 2015 година, а и со извештајот на работната група на Прибе, веќе добивме такви забелешки. А Врховниот суд активно учествуваше во согледувањето на овие проблеми кои се во судството во Република Македонија. И можам да кажам, може би чудно звучи, меѓутоа сосема сум задоволна што овие забелешки што ние ги дадовме во текот на предпристапните разговори што ги имавме со комисијата, дека се нотирани во извештајот. И затоа се очекувани за мене. Очигледна е една промена во вашиот пристап, во реториката, во оценките кои што ги имате за состојбите во судството. Еве, може би сега нагласено во овие два ваши одговора, претходно можеа да се препознаат исто така во делот изјави давани по разни поводи. Но ајде пред да одиме на таа тема, што е практично она што може би ве преврте, да кажам, во ставовите, ме интересира. Не чувствувате лична одговорност за состојбите во кои што денес се наоѓа македонското судство, па и за ваквите оценки? Бидејќи публиката веројатно знае, може би дел не знаат. Вие во изминатите 10 години сте председател на Основниот суд Скопје 1, член на Судскиот совет, а во последните 4 години ја водите највисоката институција во македонското судство, тоа е Врховниот суд. Тоа само по себе носи објективна одговорност за состојбите. Да, секако дека носи, јас не бегам од таа објективна одговорност, меѓутоа очигледно не е познато на јавноста, па гледам ни на вас со оглед на прашањето, дека јас од секогаш го имам овој критички став за проблемите во судството, оние кои што сум ги забележала и нотирала.
Зошто тогаш јавно не ги зборувавте, јавно не ги изнесувавте? Па еве пример еден ќе кажам, јавно беа изнесени моите забелешки уште кога се носеа законите. Овие што се системски закони, законот за судови, закон за судски совет и другите закони, значи кога имавме јавна расправа по повод овие закони, јас јавно ги кажав моите забелешки дека одредени одредби не се во согласност со ефикасното функционирање на судскиот систем, меѓутоа тие очигледно не беа никаде пренесени. Но ќе се согласите, главните забелешки не се за ова за што вие зборувате. Главните забелешки се за селективна правда во политички чувствителни случаи. Забелешките се за вмешување, мешање на политиката во работата, во изборот на судиите и така натаму. Така што, велам, во тој дел не сме чуле досега од вас ваков јасен, да кажем, експлицитен став. Јас не знам што се очекува да кажам во однос на тоа политичко мешање, бидејќи јас секако дека не го одобрувам и тоа јасно сум го кажала, дека не одобрувам политичко мешање, бидејќи политиката навистина треба да се тргне од функционирањето на судството. И повеќе пати кажав дека судиите не сме да бидат предмет на политички маркетинг. И токму тоа во таа конотација и се моите забелешки. А вие не мислите дека вие сте биле еден од каналите преку кој одела политичкото влијание во судството? Не знам зашто би било, не сум член, јас сум судија, не сум член на политичка партија за да бидам некаков канал за регрутирање на суди. Јас ќе се обидам да продолжам во истата насока. Познато е дека судството ја доби таа метафора за Сваровски судство по еден разговор кој што беше емитуван од прислушуваните разговори, во кој што младата судика Сафија Лаличич му раскажува на екс-директорот на УБК Сашо Мијалков за тоа како една судика која што треба да биде избрана или унапредена во тој момент ви ги купила сите можни подароци Сваровски. Чув ми еден друг разговор во кој што Мијалков разговара со Муса Џафери, тоа непосредно пред вашиот избор во судскиот совет за претседател на Врховниот суд, како некакви јавни индикации за тоа дека политички влијанија во судството се остварувани преку вас. Добро, конкретно прашање, конкретни одговори треба да добиете, се надам, затоа и сум повикана на овој разговор. Значи вака, тоа што разговарале именуваните што ги спомнавте, тоа навистина не можам да коментирам за нивниот меѓусебен разговор. Јас не сум добила такви поклони какви што некој ги спомнува и не знам какви се тие поклони, а тоа дека сум учествувала како член на судскиот совет во изборот и предлагањето на судиите, да, сум учествувала, јас сум член активен на судскиот совет по функција како претседател на Врховниот суд, а и кога не бев член на судскиот совет, кога бев и претседател на Кривичниот суд, односно Основниот суд Скопје 1, сите суди ги поддржував, мислам онака морална и секаква поддршка им давав на сите кандидати за суди кои беа и кандидати како членови на академијата, посетители и оние што беа стручни соработници во судовите, затоа што лично ги познав нивните квалитети. И само тоа беше мојот критериум поради кој јас некогаш сум поддржала, меѓутоа тоа не значи дека сум јас ги регрутирала тие. Сте добивале други подароци? Во една прилика, одговарајќи на ова прашање, рековте повеќе сакам бисери отколку Сваровски. Ако не Сваровски, сте добивале други подароци? Не, тоа беше кажано само за да ги спровоцирам новинарите да видам дали воопште ја сваќаат мојата порака, дека тоа е едноставно прашање, не треба да ми го поставуваат во таа конотација во која ни сакаат да го слушнат. Господине Неделкова, има една перцепција јавна дека вие сиве овие години сте многу блиска до актуелната гарнитура на власт, до владачката партија ВМРО-ДПМН и особено до екс-директорот на УБК Сашо Мијалков. И тој впечаток е некако неподелен во јавноста. Оттаму и моето прашање за тоа дали дел од политичките влијанија во судството одеа по таа линија практично, преку вас. Јас сега не можам да доловам што сакате да ме прашате какви се тие политички влијанија, најверојатно околу донесувањето на одредени одлуки. Така е. Добро. Вакви за какви што зборува Европската комисија во својот извештај. Таа вели дека во некои високопрофилни и политички сензитивни случаи
очигледно е мешањето на политиката и присуството на тие велат селективна правда. За тоа ве прашувам. Да, тоа треба да го гледат и вие граѓаните и сите да го гледаат преку донесените одлуки. Значи одлуките треба да зборуваат за дали има селективна правда или не. А јас не знам како би можела да се мешам нели во донесувањето на одлуките, бидејќи секој судија само одлучува, имаме закон, имаме докази во еден конкретен предмет и само тоа е материјалот кој му дава можност на судијата да донесе одредена одлука. Какви се вашите релации со Сашо Мјалков? Јас сум со Сашо Мјалков 30 години веќе пријателка и се познаваме долго време и пријателски се дружиме, така да имам коректни релации. И тоа нема никаква врска ниту со моето действување во судскиот систем, ниту со моето напредување, ниту па со донесувањето на некакви одлуки. Сакате да кажете дека тој телефонски разговор што го слушаме меѓу Мјалков и Муса Џафери е заради приватните релации, а не заради обидот за политичко влијание од Мјалков врз вас? Не знам, мислите за моето назначување? Да, за вашиот избор за председателка на Врховниот суд. Да, мојот избор за председател на Врховниот суд е врз основа на моите постигнати резултати, не е врз основа на политичко влијание. Тоа што разговарале Сашо Мјалков и Муса Џафери, стварно не знам што точно разговарале. Јас сум го чула тој разговор секако на оние што беа пуштени разговори преку интернет, меѓутоа не знам што точно им била целта во тој разговор. Сакате да ми кажете дека освен објективна, не чувствувате никаква субјективна одговорност за ваквите оценки на Европската комисија? Не, субјективна би осеќала доколку навистина нешто сум сгрешила и сум учествувала во некакви незаконски постапувања. А такво нешто немало. За сега ќе ви се заблагодарам, ќе одиме на една кратка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Благодарам за сега. Ве поканувам да бидете на осет. Го продолжуваме интервјуто со председателката на Врховниот суд Лидија Неделкова. Таа е вечерва наша и ваша гостинка во 360 степени. Господјо Неделкова, констатирав во првиот дел од интервјуто дека некако очигледна е промена на ставовите, барем на едно јавно ниво, кај вас во последната година-две, еден критичен однос кон состојбите во судството. Вие тврдите дека тоа не е ништо ново, барем така рековте во првиот дел од емисијата, но моето прашање беше зошто молчевте? Има ли некаков пресвртен момент што придонесе вие она за што тврдите дека претходно сте го зборувале во судските кругови да почнете и јавно да го зборувате? Некако сето тоа коинцидира со објавувањето на прислушуваните телефонски разговори. Па да, очигледно коинцидира, меѓутоа и за да некои работи јавно се кажат и треба да созреат работите за да може да се кажат. Јас моите обиди секогаш беа внатре во рамките на судскиот систем, во рамките на институциите да се подобрат работите, се разбира доколку е можно, бидејќи ниту пак јас сама, ниту па Врховниот суд, чиј представник сум, не може сам и само иницијативно ништо да промени во однос на она што го забележал како слабост во функционирањето на судскиот систем, односно најчесто тоа беше во однос на ефикасноста на спроведувањето на законите. Тука се судревме практички со сите други учесници во овие наши разговори во судскиот систем, особено откако беа донесени многу закони кои едноставно како да ја анулира судската независност и токму затоа почнав и јас лично и преку Врховниот суд да веќе јавно да говориме дека е време да промениме нешто. Последен настан, средба една со американскиот амбасадор Джес Бејли, јас еве ќе си дозволам да интерпретирам дека ВМРО ДПМН преку медиумите врз кои што има контрола, ви испрати порака дека не му се допаѓа таквиот ваш пристап, средбите со странците и отвореното зборување за тоа дека состојбите во судството не чинат и дека треба да се менуваат. Дали тоа е отприлика моментот кога настанува овој пресврт? Не, многу порано беа на моите разговори со представниците на амбасадите кои редовно доаѓаат на посета кај председателот на Врховен суд. Тоа не е ни прва ни последна посета нема да биде, нели?
редовно доаѓаат сите амбасадори Дали е тоа да разговараме мешање? на тема развивање на судските реформи. Дали е тоа мешање на меѓународната заедница врз судството? Не, Дали е тоа она што председателот Георги Иванов го нарекува шетање на странски дипломати по судските кулуари и обиди да се влијае на судските одлуки? Не, мислам дека сега тоа е несериозно да се даде таква квалификација, особено кога се работи за представници на амбасадите кои со многу пари, со многу позитивни мисли и со многу желба да ни помогнат во развојот на судскиот систем, се обидуваат тоа да го направат, а некој тоа да го квалификува како шетање по куларите, навистина не е баш соодветно. Ова се зборови слични на оние што ги кажал евроамбасадорот Иво Орав на заминување. Рекол, десетици милиони евра потрошивме на независност на јавната администрација, на независност на судството, на унапредување на состојбите во Академијата за суди и обвинители, за на крај да завршиме со аболиција на 60 на лица од председателот Иванов и тоа да бидат резултатите на нашата инвестиција во македонското независно судство. Добро, јас не велам дека погрешил амбасадорот Иво Орав. Мислам, во право бил кога го кажал тоа, бидејќи навистина свесни сме дека најголем дел од реформите успеавме да ги завршиме, не сме ги се уште завршиле, меѓутоа успеавме да ги направиме во судскиот систем со помош на Американската амбасада, со помош на проектот на УСАИД, со помош на проектите на Европската унија, ИПА проектите, мислам, сега во моментот активно работам со Врховниот суд, со проектот на Британската амбасада за воедначување на судската пракса, значи постојано имаме помош од странските проекти, така да тоа е навистина несоодветно да се каже дека они само се шетаат и тоа е уствари некакво влијание на судството, апсолутно. Овој дефанзивен ваш однос во ова интервју некако и мене ме разоружува и не успевам сега до крај да ја реализирам таа, да речем, стратегија која што сакав на почетокот. Какви ви се односите со судскиот совет? Односите со судскиот совет, вака јас сум член на судскиот совет по закон, нели, по функција. И активно учествувам во работењето на судскиот совет, со тоа што нели активно не учествувам во работењето на ние нивни дневни активности, бидејќи тоа се нивни дневни активности согласно законот, а учествувам во сите сесии и седници каде што има конкретно одлучување. Ако ме прашувате какви ми се, значи во однос на она што претходно ме прашавте, дека токму тука можеби настана некакви искри на недоразбирање, значи јас пред да посочам јавно дека судскиот совет најверојатно зема некакви овластувања кои ги нема по законот, јас внатре во рамките на моите односи со члените на судскиот совет и председателите кои беа актуелни во тие моменти, се обидов да укажам на тоа како можеме да ги подобриме работите и дека секој има своја улога согласно уставот и законот. Врховниот суд е највисокиот суд во Република Македонија и е представник на судскиот систем и во рамките на државата и надвор од државата. А судскиот совет е независен орган кој треба да ја обезбеди и штити независноста и самостојноста на судството. Тоа е нешто што најверојатно некој не може доволно или до крај да го разбере, токму тука настана тие разјудувања во размислувањето кој каква улога има и каква задача. Сакам уште малку да зборуваме за судскиот совет, но имаме програмска обврска да направиме уште една пауза, па потоа малку покомотно во третиот дел ќе разговараме и за ова и за другите теми. Бидете и понатаму со нас. Гостинка вечерва во 360 степени е госпоѓа Лидија Неделкова, председателка на Врховниот суд на Република Македонија. Го продолжуваме интервјуто со неа. Зборувавме за вашите односи и оценки за тоа што го прави судскиот совет. Таткото на таа реформа, политичкиот татко, да речем Владо Бучковски, го нарече монструм судскиот совет. Дека се претворило од едно тело кое што треба да придонесе за зголемување на независноста на судството во монструм кој што работи во сосема спротивна насока. Дали за вас е пресилна ваква квалификација? Добро, сега сите различно се изразуваме. Меѓутоа не сум далеку од приближна констатација.
А тоа е од едноставна причина што со тек на време судскиот совет со оглед на комоцијата која ја дава Уставот и законот за оние 6 години за кој време се избира члените на судскиот совет и можноста за уште еден избор од 6 години, а во тоа време на работење во судскиот совет не мирува судиската функција, значи они едноставно се исклучија, члените на судскиот совет што се суди, се исклучија од судскиот систем. Значи они не можеа да видат како функционираат судиите во живо. Тие можат само да видат како судиите кога ги оценуваат или кога добиваат представки за работата на судиите, можат да видат само преку хартијата, преку она што пишува, преку увид во предметите. Значи сосема е друго кога во живо практицирате судската власт, а друго е кога на хартија тоа го читате. Дали по состав според вас судскиот совет е на нивото на задачата која што треба да ја врши? Па добро, видите, тоа е уставна определба. Би требале да го промениме уставот за да зборуваме и за квалитетот на луѓето конкретно, за персоналните решенија зборувам, за во моментот можеби ве ставам во непријатна ситуација, но еве јас ке кажам дека впечатокот е дека се работи за луѓе кои што се далеку под потребното ниво. Добро, видите, ние немаме, освен истакнат правник, една квалификација на истакнат правник за која ни забележа веќе Венецијанската комисија, дека треба конкретно да се дефинира што значи истакнат правник и во кои правци треба да се бара тој истакнат правник. И оние што се избрани од парламентот, нели членови на судскиот совет, другите се суди кои се избрани од сите други суди во Република Македонија. И ова се навистина истакнати правници според вас? Па добро, сега јас на сите не им го знам развојот пред да дојдат во судскиот совет, меѓутоа со оглед на возраста, со оглед на тоа што работеле, сигурно дека не може да спаднат на некое таква високо ниво на истакнат. Вам позната ви била праксата дека председател на судски совет прво се јавува кај премиерот, односно кај секретарката на премиерот да пријави кои места ќе бидат огласени како слободни за избор? Не ми била позната таа пракса, меѓутоа јас сум секогаш поборник на тоа дека трите власти не треба да се надпреваруваат и надмудруваат. Тие треба да соработуваат, меѓутоа секако не на ваков начин, нели? Тие треба да соработуваат на едно друго ниво. На ниво на донесување на закони, на ниво на ефикасност на спроведување на законите. Сте имале шанса во таа смисла со оваа госпоѓа со која што заедно седите во судскиот совет, Александра Зафировска, поранешната председателка на судскиот совет, ја чувме во еден од прислушуваните разговори како разговара со секретарката на премиерот и ја замолува секретарката да му пренесе на тогашниот премиер дека неколку места ќе бидат огласени. Сте имале шанса да зборувате отворено за ова? Не, јас тоа сега го слушнав и јас на овие разговори што излегоа на интернет, што се објавија. Не знам зошто му се вувала на премиерот за да каже дека ќе се објават такви места и не знам дали толку беа агилни при објавувањето на пример на огласот за суди на Врховен суд. Вие имате забелешки дека вие барате да ви изберат нови судии, дека се соочувате со дефицит во дел од вашите одделенија, но дека судскиот совет не сака да ви одговори позитивно. Тоа го поврзувате со дел од вашиот критичен и критички однос кон судскиот совет? Па тоа е дел од опатените мои критики, затоа што, замислите, повеќе од 2 години не се објавуваше оглас за 4 суди кои се пензионираа во меѓувреме. И одна што јас го алармирав и укажував и апелирав дека Врховниот суд ќе дојде во состојба на неажурност, што навистина е неприфатлива состојба, тоа и се случи. Извештајот за 2015 година за работа на Врховен суд покажува дека Врховниот суд е неажурен, без разлика што тоа се работи за еден мал квантум на предмети, например 100 предмети се кои не сме успеале да ги завршиме во онаа проекција каква што сме ја зацртале, меѓутоа едноставно тоа никој не го интересира, никој не знае што значи тоа неажурен суд или ажурен. Да, моето прашање е во обратна смисла. Дали вие ваквиот однос на судскиот совет кон вашето инсистирање го доведувате во врска со вашите критики за работата на судскиот совет? Дали мислите дека така ви се враќа, така ви возвраќаат на некој начин? Ви се одмаздуваат, ајде вака? Па видите, ако зему предвид дека на последните седници на судскиот совет бев некако задоцнато повикувана,
можам и така тоа да го квалификувам. Како за доцнето повикуване? Па, например, не стига на време поканите за присуство на седници на судскиот совет или забораваа да ме поканат, или знаева дека ќе заминам некаде на службено патување и тогаш некако се закажуваа седниците на судскиот совет. Аха, значи вие сметате дека има еден систематичен пристап во кој што сакаат да го избегнат вашето присуство на седниците? Да, сметам. Да. Добро, интересно. А какви ви се односите со председателот на Кривичниот суд Владимир Панчевски? Впечатокот во јавноста е дека имате очигледно поприлично антагонизирани односи еден со друг. Тие се на лична некаква основа, на лична нетрпеливост? Видите, таа приказна што некој почна да ја пласира по медиумите дека тоа е војна на звездите, колку што се сеќавам така беше некоја како серија, или во серијал пишување. Мислам, стварно не е долично на функциите на председател на Врховен суд, па ни за функцијата председател на Кривичен суд, бидејќи овие се многу важни судови во судскиот систем на Република Македонија. Не е тоа личен однос и нема зошто да биде личен однос. На мојата функција едноставно нема никаква допирна точка со функцијата на председателот на Кривичниот суд, освен по некаква судска хиерархија и судиска хиерархија да можам да превземам одредени активности врз основа на неговото работење. А и ова морам да го кажам, значи јас кога бев председател на Кривичниот суд, токму јас го промовирав судијата Панчевски да биде судија во Оделот за организиран криминал. И сега, ако треба да ја оценувате таа ваша одлука, од денешна дистанца, што би рекле? Сте направиле вистинска одлука? Па не, како судија можеби си ја практицираше судиската функција коректно, професионално, оно колку што јас навистина можев да оценам неговата работа како председател, меѓутоа сега очигледно дека не се снаоѓа во оваа функција како председател на тој суд. Значаен дел од забелешките во извештајот на Европската комисија, иако не го споменуваат поименично, се поврзани со господинот Панчевски и со дел од работите кои што се случуваат во тој суд. Еве, например, очигледна една дискрепанца во праксата на Кривичниот суд Скопје, односно Основниот суд Скопје 1, кон предлозите што доаѓаат од редовното обвинителство, во однос на оние што доаѓаат од специјалното обвинителство. И некако статистиката е толку многу очигледно различна, ако, да речам, сите предлози кои што доаѓале од обвинителството за борба против организиран криминал, Основниот суд Скопје 1 ги одобрувал, зборувам пред се за предлозите за мерки на предпазливост, притвори и слично, ама главно притвори, ова што доаѓа како предлог од СЈО главно се одбива. Се согласувате, предпоставам дека на ниво на статистика тешко е да се предизвикува, како да кажем, да се спори таа статистика. Каков е вашиот впечаток за ова? Па добро, ако статистиката покажува, тогаш е така, не може да се спори што велите статистиката. Точно дека е впечатливо дека има различна пракса, има одстапување од досегашното постапување, меѓутоа судските предмети не се само статистика и бројка, тие се и суштина. Или треба да се знаат доказите, треба да се знаат, треба да се види дали навистина има место за изрекување на такви мерки прифаќање. А ако правите споредба со досегашната пракса во Оделот за организиран криминал, тогаш морам да кажам дека таму вообичаено доаѓаат активни предмети, вообичаено доаѓаат предмети кои се, например, тогаш откриени групи, значи во тој момент кога тие се приведуваат па се бара одредена мерка, притвор или предпазливост и така натаму, значи тоа се актуелни во моментот предмети. Претпоставам дека ова со оглед на тоа да не се во овој момент актуелни, односно се случиле настаните пред подолго време. Претпоставам дека можеби еден од мотивите е тоа, меѓутоа не можам да тврдам бидејќи на преиспитување не дошол таков предмет во Врховниот суд. Некако е освен еден. Да, освен еден кој? Тој е предметот по жалбата за градоначалникот Владимир Талевски. Аха, тоа е нешто ново? Жалба. Да, имаше една жалба на на неговото определување на куќен притвор? Да, куќен притвор, не на куќниот притвор, значи беше за последното решение на Владимир Талевски кога беше одбиен предлогот на специјалното јавно обвинителство за продолжување на куќниот притвор. Тоаш беше односно веќе укинат, па они се жалеа, па
Ние го кинавме тоа решение во Врховниот суд, меѓутоа друга причина, од формална, не од суштинска. Да, Европската комисија зборува за сомневања за делење, односно доделување предмети, вели по лична или политичка основа на судии и особено предмети кои што доаѓаат од специјалното јавно обвинителство. И тоа е повторно однос кон случувањата во Кривичниот суд во Скопје. За лични доделувања? Да, мислам дека формулацијата е таква, вели дека има проблем при поделбата на предметите, дека има случаи кога тоа се прави по лична или политичка основа. Не знам зошто оваа лична основа е спомената. Па да, тоа беше нотирано и во претходниот извештај, тоа добро се сеќаваме сите. Верувам дека имале некакви сигурни податоци за тоа, инаку не би го напишале во извештајот, претпоставам. Колку што мене ми е познато, во една прилика судскиот совет направи, токму во Основниот суд Скопје 1, а и во Основниот суд Битола, направи една проверка на електронското делење на предмети и колку што се сеќавам беше кажано дека се е во ред со електронската подела на предметите, меѓутоа не секогаш е задолжително предметот да се подели електронски. Зависно од тоа каква е ситуацијата, можеби некој баре земање, можеби некој има причина лична да не постапува по некој предмет, па тогаш се изема од таа распределба. Можеби за такви случаи, меѓутоа не знам точно за. Да, ова за што ви зборуваме токму во делот за системот за, како го нарекуваат, автоматска распределба на предметите или популарен АКМИС. И токму во тој дел се споменува и од тука се влече заклучокот дека е сепак потребно напредување на системот и во тој дел за да се оневозможи делење на предмети и по политичка основа. Да, се согласувам со тоа дека треба да се унапреди и не знам дали ви е познато, јас како председател на Врховен суд го водам работното тело за унапредување на АКМИС системот, меѓутоа до сега не сум добила никакво укажување од било кој председател. Меѓутоа, доколку председателот на некој суд тоа го прави, секако дека нема мене да ми укаже. Тоа треба некој друг да укаже дека има некакво неосновано делење на предметите за да можам да реагирам преку тоа работно тело. Во оваа емисија пред неколку недели објавивме две укажувања, односно укажување и дополнување на едно укажување издадени од председателот на Основниот суд Скопје 1 до судиите на претходна постапка кои што постапуваат по предмети, кривични предмети и предмети од организиран криминал, во кој што им кажува отприлика како треба да се однесуваат кога ќе им даде предмет на рака дежурен обвинител, дека тоа мора сепак прво да го пријават кај одреден службеник кој што претходно мора да заведе предмет во АКМИС системот. Предпоставувам намерите биле за да се има контрола врз тоа што се работи. Каков е вашиот став во однос на тие укажувања, господинот Панчевски? Па да, веќе долго време знам за неговите чудни навики со некакви укажувања писмени. Не укажува председателот на Кривичниот суд само по однос на ова прашање и состојба какво што кажавте, тој често пати му кажува и на тоа како да применат некоја одредба од законот или како да не ги почитуваат одлуките на Врховниот суд, например, такво укажување сум видела. Ова е сериозно, зашто јавно не сте прозборувале до сега за тоа? Па јас тоа го споделив и со членовите на судскиот совет и со него, меѓутоа немаше резултат. Ова е навистина, мислам дека сериозна работа, ако некој некому написмено им кажува како да применат одредена одредба од закон. Да, така он смета дека треба таа одредба најсоодветно да се примени. Или индиректно како веројатно да се донесе одлука, претпоставувам. Па сега он си знае, треба него да го прашаме. Да. Секако во секој случај чудна навика и мислам едноставно неспојлива со оваа функција. Ниту судиска, ниту председател на суд. Што мислите вие генерално за специјалното јавно обвинителство? Па јас немам што многу да размислувам кога веќе постои закон. Јас го искажав моето мислење дека сметам дека таков закон не требаше да се донесе, бидејќи имаме обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во системот на јавното обвинителство на Република Македонија, меѓутоа очигледно тоа било нужно штом се донесе тој закон и сите знаеме дека тој закон е
израз на политичката волја на четирите политички партии. А мислите дека на задоволителен начин обвинителството за борба против организиран криминал се однесуваше кон предметите кои што произлегува или требаше да произлезат од содржината на прислушуваните разговори? Па јас лично не сум вршила ревизија на нивното работење, меѓутоа до она што и јас го изслушнав и што јавно беше споделено, не само преку медиумите, туку и со експертските групи што доаѓа за детекција на слабостите при примената на законите, очигледно е дека навистина не бил најсоодветен односот кон тие предмети, па затоа и беше специјалното јавно обвинителство восстановено со овој закон. На некој начин индиректно го оправдувате, значи овој развој. Тоа обвинителство сега е обезглавено. Господинот Јован Илиевски е избран за судија од Република Македонија во Европскиот суд за човекови права. Многу реакции имаше и околу тој избор. Прво, поради укажување за тоа дека наверојатно не била доследно почитувана внатрешната процедура на избор. А второ, и поради прашањето и дилемите околу моралниот интегритет на господинот Јован Илиевски и повторно по една линија за ова што вие го зборувате, затоа што долго беа предметите од прислушуваните разговори таму, а ништо практично не се случи. А втора е линијата за која што вас ве прашував, тоа се директните врски со Сашо Мијалков. Мене сега во оваа прилика ме интересира, како истакнат правник, прв човек во Врховниот суд, што мислите за изборот на господинот Илиевски за судија во Европскиот суд за човекови права? Па јас можам да кажам за тоа, за мене лично, зашто јас не бев предложена, а немам што да мислам за изборот, него го избра председниците. Вие конкуриравте на повикот, се пријавивте? Да, значи вие сте меѓу тие 12 луѓе. Да, јас сум, само никогаш не додов на листата. Аха, што се случи? А како бевте дисквалификувана или што? Не знам, не ми е познато дали сум била дисквалификувана, немало ни причина да бидам дисквалификувана, меѓутоа секако е многу чудно како еден председател на Врховен суд со толку годишно искуство, јас сум 20 години судија, 30 години во судскиот систем функционирам и работам. Имам одлични препораки од сите институции од кои побарав и ги добив. Имам едно CV кое, мислам, не можете најверојатно да го прочитате во еден ден. Прва од судиите во Република Македонија, уште како судија во Основен суд, ја применував Европската конвенција за човекови права. Сега веќе го напредив тој систем и во Врховниот суд, така да не знам што беше друго потребно за да бидам ставена на листата за избор. Бевте интервјуирана од таа комисија што ја водеше министерот Поповски? Да, бев. Аха. А добивте после некакво известување за тоа зошто не сте? Не. Бидејќи една листа беше составена, отиде во Париз, па беше вратена, па потоа беше дополнувана со нови судии. Не бев за тоа. Мислам, очигледно не е ни постапката таква да бидат информирани кандидатите што не се предложени на листата. Меѓутоа, самата постапка, мислам дека секаде се збораше и се пишуваше дека беше не само нетранспарентна, него и несоодветна. Иако министерот Поповски тврдеше нешто сосема друго, ние се обидувавме дополнително да истражуваме таа приказна, разговаравме со некои пратеници, членови на парламентарното собрание на Советот на Европа, кој што го има конечниот збор, и тие зборуваа за непримерен однос на лобирање од една политичка структура во прилог на господинот Илиевски за да биде избран на таа функција, така што очигледно дека имало домашен силен ангажман за господинот Илиевски да заврши на таа позиција. Па добро, тоа јас сум го слушнала, меѓутоа не е до мене да направам било каков чекор за да тоа го изменам, ниту пак можам, ниту па некој друг може. Предпоставам дека многу свесно ја правите оваа дистанца од состојбите во судството, иако конкурирате за нов мандат за председател на Врховниот суд. Дали овој ваш вечерашен настав значи дека си имате предадено и откажано од таа наредба? Отворено го критикувате судскиот совет? Правите јасна дистанца од состојбите во судството, се согласувате речиси со сите критики содржани во извештајот на Европската комисија.
се кандидирате повторно за председател на Врховниот суд, сепак не сме мали деца, знаеме како функционираат работите во Македонија. Како се надевате дека ќе бидете избрана во вакви околности? Јас се надевам дека ќе бидам избрана во вакви околности од едноставна причина што имам одлични препораки во однос на моето работење. Мојата работа е самата по себе доволна за да ми овозможи да се кандидирам и да очекувам дека повторно ќе бидам избрана. А особено моите резултати. Јас ќе си дозолам да кажам дека очигледно немате сега препораката од владачката партија. Што се случи? Каде се скрши таа врска на Неделкова со тие структури кои што очигледно беа зад неа во изминатите години? Не знам, тоа треба нив да ги прашате ако сметате дека има некакво прекршување. Јас очекувам и се надевам дека мојот избор ќе биде врз основа, ако повторно ме изберат за председател, ќе биде врз основа на моите резултати. Значи сега точно дека законот овозможува исклучиво математичко напредување на судиите согласно освоени бодови според успехот во работењето, меѓутоа тоа не е единствениот квалификатив. Председателот на судот треба да достави програма за работа. Јас доставив една сериозна, обсежна програма за работа и унапредување на работењето на Врховниот суд, така да мислам дека тоа нема да може така да се пренебрегне за да не бидам повторно избрана за председател. Таму како ваши против кандидати се споменуваат Јово Вангеловски, тоа е вашиот предходник на истата таа позиција, кој што има роднински релации со досегашниот председател на Собранието, Трајко Велјановски, но да речеме е познат по тоа што Македонија токму поради него и загуби еден случај во Страсбур за непочитување на принципот на пристрасност, односно непристрасност. На независен трибунал, така, да. Понатаму се споменува судиката Бајлозова како ваш можем против кандидат и уште една судика од Врховниот суд. Зошто во оваа конкуренција сметате дека вие треба да ја добиете повторно довербата? Па јас секогаш се радувам кога имам конкуренција, бидејќи без конкуренција не можете да видите каде ви е местото, нели, во однос на она што конкурирам. Зашто сметам? Затоа што ви реков, јас едноставно сум уверена во моите квалитети согласно резултатите и она што досега го направив во овој 4-годишен мандат како председател. Што ако пак не бидете избрана? Јас останувам да бидам судија на Врховниот суд. Ќе си продолжите да си работите таму. Да. Актуелен е и реизборот на председател на Кривичниот суд. Дали според вас господинот Панчевски заслужува да биде реизбран, бидејќи тој е кандидат? Не. Па со оглед на тоа како ја извршува својата функција, особено во последно време, не верувам дека треба да добие уште една шанса. Моето убедување е дека не треба да добие. Рековте, едни го нарекува војна на звездите. Дали е реално на сцена војна за тоа кој ќе биде чувар на интересите на владачката гарнитура, која што се соочува со сериозни истраги од специјалното обвинителство во судството? И дали Панчевски на некој начин отворено се стави фронтално во одбрана на тие интереси на таа политичка структура, а може би вие избравте да држите една дистанца и тоа на некој начин сега вас ве дисквалификува од играта, а Панчевски го прави да биде исторен играч? За мене најсигурен подржател на една квалитетна судска одлука е законот. Ако се држите до законот, нема потреба судијата воопшто да се плаши дали ќе продолжи со својот мандат и со своето функционирање или не. Помошта не се состои во тоа незаконито да му помогнете на некого. Помошта се состои во тоа во рамките на законот да се постапува. Помагањето на првостепено ниво е сосема недоволно. Судските одлуки се евалуираат во повисоките инстанции, така да доколку има одредени грешки во постапката пред првостепениот суд, тие не може да поминат во повисоките инстанции. Тоа претпоставувам испраќате порака и до оние што стојат зад господинот Панчевски, да не се, како да кажам, надеваат толку дека ако на прв степен се случува ова, дека и на втор, а понатаму и на Врховен суд ќе се случува истото. Па видите, тоа е недозволиво, мислам, ако сакаме да имаме сериозен судски систем и да ги направиме тие реформи какви што очигледно сакаме да ги направиме, тогаш мораме да постапуваме така.
Бројни се повиците за тоа дека мора да се случи темелна истрага и вистинска правна разрешница на скандалот со прислушувањето, но и на предметите кои што произлегуваат од содржината на прислушуваните разговори. Се согласувате вие со тоа? Па доколку се произлезе дека има кривични дела, дека се сторени кривични дела, секако дека треба да се процесираат. За тоа треба докази. Значи не се доволни прислушкуваните разговори за да може да се оформи еден сериозен судски предмет кој ќе произведе квалитетна пресуда. Во таа смисла сакам да ве прашам каков е вашиот став за сугестиите дека можеби ќе треба да се формира специјално судско оделение, првично во рамките на Кривичниот суд Скопје 1, кој што би постапувало по предметите кои што ќе доаѓаат од специјалното јавно обвинителство. До сега главно односите СЈО Кривичен суд се на ниво обвинители, суди кои што постапуваат во претходна постапка. Има само 2 обвиненија стигнати до судот за кои што еве полека треба да почнат судски процеси. Но ајде да не избегам од главното прашање. Што мислите за идејата за формирање специјално судско оделение? Ја не знам чива е идејата и зошто би морало да се формира специјално судско оделение. Значи сепак треба да се движиме во рамките на законите. Значи Законот за судови овозможи да се формира специализирано судско оделение, она што сега функционира како оделение за организиран криминал, за борба против кривични дела за организиран од областа на организиран криминал и корупција. Така да ова друго оделение кое некој го заговара, не знам од кого би било тоа оделение ставено и зашто би било надлежно тоа оделение, бидејќи треба барем минимум 5-6 суди, значи она како што налага законот. Законот и судскиот деловник налагаат минимум 5 суди да можат да се изберат за да може да се формира одел. А оделението е нешто помало и во рамките на тој одел, така да не знам за 2 предмета кои се сега формирани и процесуирани, нели? Од страна специјалното јавно обвинителство, не знам зашто е потребно оделение. А ако дојдат повеќе предмети? И самата велите дека однесувањето на председателот на Кривичниот суд, кој што во последниот период главно го мериме низ овие предлози кои што доаѓаат од СЈО е несоодветно. Тогаш, веројатно, идејата е поврзана со тоа, да се обезбеди колку толку фер пристап, фер третман на тоа што како предлог, па понатаму и предмети ќе доаѓа од СЈО. Па еве, под предпоставка и да се формира такво оделение. Во тоа оделение ќе бидат повторно судиите од тој суд, каде што Панчевскиот председател нема да бидат судии од друг суд. Така да некако се вртиме во круг ако е тоа идејата. Значи мислите дека нема потреба? Па мислам дека нема потреба. Евентуално заради ефикасно постапување би имало потреба како што се формирало специјалното обвинителство. Значи ова да биде некаква релација на ефикасно постапување по предметите, па одреден број на суди да постапуваат исклучиво по тие предмети. Заради постапување само по такви предмети, инаку судиите постапуваат по сите предмети што ќе им дојдат во рамките на распределбата. Ова не е де факто оделение, може би де јуре нема да се вика така, но де факто би било такво нешто. Ова што последново сега го кажувате. Да, само заради ефикасно постапување. Тоа меѓутоа може да се изберат, не мора да се вика ни оделение, тоа може да се изберат одреден број на суди кои ќе постапуваат само по тие предмети, како што сега. Судиите во Кривичниот суд, дел од судиите работат по новиот закон за кривична постапка, дел од судиите работат по стариот закон за кривична постапка, бидејќи се уште има предмети, и дел од судиите работат во тоа специализирано оделение за организиран криминал и корупција. Значи тоа е само заради ефикасното постапување по предметите. Тоа би било, да речеме, еден начин на и самата очигледно имате критичен однос кон состојбите во судството, иако сте начело, велам, на пирамидата таму. Што според вас може да биде излезот од ова ситуација? Европската комисија сугерира една нова сеопфатна стратегија за реформа. Вели дека таа се работи, но дека дури во работната верзија на таа стратегија Комисијата има сериозни забелешки затоа што не се земаат предвид сите потребни аспекти. Дали нова стратегија е почетокот на излезот од оваа состојба? Па видите, јас преиска малку споделив со вас одредени согледувања за
за состојбите во судството. Суштински тоа би било дека до сега имавме значи судиите во однос на подносителите на предлог законите или измената на законите, тоа е пред се Министерството за правда, имавме еден диалог на глувите. Значи ние преку Врховниот суд веќе 2 години, скоро 2,5 години, веќе постојано предлагаме измена на одредени закони, усогласување на законите заради ефикасното спроведување на законите и токму во контекст на она што го нотираше како критика во судскиот систем Европската комисија. И во овој извештај и во претходните. Меѓутоа, едноставно, нашите предлози завршуваат во Министерство за правда некаде, каде што никој понатаму не ги процесуира. Значи, ние до сега имавме предлози. И токму тоа е она што е во позадината на сите овие нотирани забелешки. Дека судството, значи професионалците треба да се слушнат за да дадат предлози како најефикасно да се спроведуваат законите, бидејќи ние во праксата судиите гледаме каде е уствари таа неможност да се спроведе ефикасно некој закон, бидејќи законите, како што гледате во извештајот е напишано, реформи има на хартија, меѓутоа во пракса треба реформите да се спроведат. Што мислите за изборната прокламација на СДСМ со која што оди во ова предизборие за генерален реизбор на судиите? Па мислам дека тоа е една, не знам од каде има таа идеја, мислам дека тоа е нешто што ако се заговара, тогаш е враќање назад. Ние бевме сведоци, нели? А може без генерален реизбор 2006 година и знаеме дека не беше тоа баш најстрикното решение, меѓутоа ете се случи. Дали сте убедена дека има доволно професионалци во судската фела, кои што можат сепак судството да го изнесат на квалитетен и соодветен начин од оваа ситуација во која што сега е западнато, без генерален реизбор? Генералниот реизбор не може ништо ново да донесе. Повторно ќе биде регрутиран судиите повторно ќе бидат регрутирани од овој квантум на и број на суди. Не може, знаете законите дека се такви какви што се сега, имаме систем на кариера. Значи прво треба да бидеш да завршиш академија, па да бидеш судија на основен суд или обвинител, па да бидеш после известно време 4 години судија во апелационен суд и после 6 години пракса во апелационен да бидеш судија на Врховен суд. Така да тука во еден круг се судиите од кои што може да се регрутираат тие условно кажано што ме прашувате. Од каде вие би почнале, еве кога би биле во ситуација да сугерирате почеток на реформа во судскиот систем, од каде вие би почнале? Јас би почнала од анализа на досегашните закони. Ние не можеме одеднаш да ги укинеме сите закони, ниту па е тоа потребно, нели? Тоа е сепак еден систем кој се градел со години. И сигурно идејата на извршната власт која ги предлагала Министерството за правда овие закони била во најдобра намера. Меѓутоа, кога се покажува дека во праксата еден закон не е ефикасен, или дека е спротивен на уставните определби, или дека законите меѓу себе не функционираат со заедничка цел, тогаш навистина треба да се променат. И ништо не е страшно ако се променат законите, меѓутоа овде очигледно е некоја борба на суети. Ама добро, и самата констатиравте, господја Неделкова, дека не е толку проблемот во законите. Проблемот е во нивната имплементација, во праксата и веројатно во страничните влијанија, кои што се и политички, кои што се и политички во судството, така што не знам, можеби поефикасно би било, не знам како, на министрите да им се забрани да може да им се јавуваат на судиите. Очигледно не може да забраните никој на никога да му се јавува, меѓутоа самиот судија треба да има таков интегритет да не потпадне под влијание. Значи судијата го има законот, тој му е основниот алат за работа, не му треба јавување. Дали ова ваше интервју за збогумот функцијата, не знам како да го разберам. Навистина, еве 60 на минути разговараме, јас сум изненаден навистина од, како да кажам, отвореноста, критичноста во вашите ставови за состојбите во судството. Ние сепак доскоро познававме една поинаква Лидија Неделкова. Што е ова вечерва? Интервју за збогумот функцијата председател на Врховен суд? Не, сигурно не сте ме познавале добре, токму затоа и се осмеливте да ме викнете во вашата емисија. Бидејќи не знам дали ако немаше ваква состојба во Република Македонија, не знам и дали некогаш ќе
Ке имавте идеја да ме викнете на интервју? Не, ќе ве викнавме сигурно, но па ја не знам дали вие ќе прифатевте да дојдете. Бидејќи не ни е прв обид и вие самата знаете, предпоставам дека и други колеги претходно се труделе да ве добијат за интервју, бидејќи е ретка шанса да се разговара со претседателот на Врховниот суд, но вие до сега се немате појавено во ваков формат. Па не знам сега, може би ова се поклопи, нели, инако не е ова збогом. Јас сум сигурна дека не е збогом. Има надеж за македонското судство? Да, има. Дури со овие судии? Да. Благодарам многу што вечерва бевте на наша гостинка. Благодарам и на вас. Јас сега ќе го најавам Сречко Поповски и Саботажата, ве поканувам да ги погледнеме. Искреноста и посветеноста на вредностите кои што ги негуваат американските републиканци наспроти нивниот умислен клон во Македонија се отчитува низ описите за ликот, но и во споредбите со делата на Трамп, кои јавно ги декларираат владините мегафони. Трамп, клован каков што е, него го интересира бизнис. Тоа е иднината и тоа е добро. Знаеш, на крајот на криштата, ѓубре каков што е. За разлика, еве, ние имавме премиер менаџер. Политичар најмалци, иако го бива, ама менаџер. Менаџирање. Као Коце Трајанов. Менаџери. Гледате дека најдобро поминуваме со менаџери. Оние кои за жал не беа споменати ја чувствуваат дека природно и припаѓаат на оваа група, веројатно загрозени. Се редат во низата која со своето минато и со својот актуелен несебичен ангажман смета дека би требало адекватно да биде валоризиран. Секој сака да вдише од триумфалниот дух. Еве ги деталите, како и подпишувањето на пристапниците и доделувањето на членските карти. Одобрените за градење ги подпишувам секој утро од 5 до 6 часот. На мој 16 години сум бил следен и сум бил детектиран како по линија на македонски екстремизам. На таа отворена линија за пристапување во групата сепак предничат македонските социјалисти, иако не трансформирани со традиционална советска компонента и во изразот и во формата на действување. Тие би за таму, иако изјавата остава простор за прашањето дали пребезиве ќе станат членови на СПМ или аплицирале за работа во СИТЕЛ. Добро, значи председаве поздравам и да ви се заблагодарам нели што не примавте со топло добре дојде во вашите редови и мислам дека помина се во најдобар ред. Во ова колективно лудило кое има зафатено и нашата земја, сепак има такви кои што се издвојуваат, но по ништо друго освен по тоа што изгледа не им се омилени на хиларистите, ни на трампистите, а богами ни на социјалистите. Помораат самите да се понудат. Подеме веќе еден од релевантните фактори во Република Македонија, каде што во над 20 и неколку општини, мислам дека ни една од поголемите партии не може да победи без Подем. Ова огромна, одеднаш изнедрена популација, ова бројно членство е ставено на сериозен испит, затоа веројатно и се алармирала СЈО, на која во синхронизирана медиумска атака, директно од Центарот за комуникација низ потполно иста структура, и зборовна и сликовна, и се поставуваат прашања на кои без исклучок секогаш и се презентира погрешниот одговор. И тоа како редовна практика, а не како адхок. Алфа денеска побара одговор. СИТЕЛ телевизија се обиде да добие одговор. Телевизија Нова побара одговор од специјалното јавно обвинителство. Дали освен за ВМРО ДПМН е ова обвинителство води истрага и за финансирањето на СДСМ и дали досега повикале членови и симпатизери на СДСМ да дадат исказ до почетокот на вестите до 16 часот. Одговор на овие прашања за сега нема. Се тоа предизвикува толку голема забуна и растројство, што ја обесмислува дури и желбата за искористување на привилегиите што ги нуди резервната татковина. Кој им е курец? Све то сјебано у главу, човече, кој јебе. Јели, брате, сте чули нови вести? Букади су ушли у Софију. Јавноста мора да знае вистината и да ги разграничува. Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство од Битола и Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство од Кичево. И на крајот, Македонија мора да ја знае вистината и да ја разграничува од манипулацијата. Неважно дали е од Битола или е од Кичево.
Ова е се за вечерва. Благодарам што бевте со нас. Следното наше издание е в понеделник од 22:30. Пријатно.